Благодарам. Мислам дека по прашање на техничкиот дел на дискутирање на ова законско решение, тие 15% веќе колегите го завршија својот дел. Јас, колеги пратеници, сакала да упатам една порака до сите вас и се надевам дека ќе се согласиме. Без администрација нема цивилизација. Во ансамблот од владењето од 5,5 години, настрана од меѓународните договори, па сега слушаме и закон за национализација на земјиште кое што не било употребувано повеќе 2 или повеќе години, како и гасењето или пак обидот за гасење на рек Битола или Осломеј, ги губиме наративите на национална историја со лоши договори, на енергетска и прехранбена независност. Настрана тоа што го руиниравме и Институтот за национална историја заради тоа што истиот е блокиран и не може да ги брани националните интереси, сега стигнавме и до администрацијата и ќе повторам, без администрација нема цивилизација. Сега како изгледа Македонија во последниве 5 години по прашање на немање администрација? Први имавме едно неуставно СЈО, па потоа и политичко ЈО, и тоа неуставно СЈО и политичко ЈО по принцип на Нирнбергските процеси го направи истото што се случи во Нирнбергските процеси. Не ги прогонуваше организаторите, туку последните во ланецот, односно администраторите, администрацијата. Па таа администрација стави амблок, односно нема да функционирам веќе, бидејќи мојот подпис може да ме однесе во затвор за улогата која што треба да биде пресудена со затворска казна на некој си друг. И се блокираше администрацијата. Понатаму тргнавме со тезите на партизирање на кадрите во администрација. Сега, доколку ги партизираше власта, кадрите во администрацијата, тогаш големото прашање е зашто истите се толку дисфункционални. Нели би требало да имаат истата идеолошка матрица, да се послушници и да функционираат, ама не функционираат и дека тие не функционираат, може да заклучиме гледајќи само по улица Македонија, колку е прљав градот, не само Скопје, туку сите градови, колку е се руинирано, колку е замирисано, како тонато ние бродовине на Вардар што не ни чинат, добро, распаднати се, нека потонат, ама знаете, не се остава во центар на град со пригушени светилка, прљавштина и работи кои што се руинираат. Ако Скопје 2014 по принцип на идејата на Донев од времето на Бранко Црвенковски не беше арна, требаше барем да биде чисто и средено. А таа администрација сега преплашена не ни подпишува нешто за расчистување на руината која што е последица на координациите под наслов како да руинираме што повеќе може. И на крајот стигнавме до платите. Изборуваме веќе 10 години во континуум различни пратенички сустави, различни пратеници како населението во Македонија и се иселува и процент од него се иселува поради ниските плати. Еве сме до платите во кризна состојба и платите селективно се зголемуваат зависно од буџетските ставки, колку пари ќе имаме, иако го кршиме уставот преку колено и законите, ќе си играме пратеници, ќе викаме дека на некого административно му го средуваме животот. Ние административно не го средуваме вака животот на администрација и администрацијата ќе продолжи да биде нефункционална. Ако тоа треба да биде заклучен сегмент од делот да нема држава, оти без администрација нема цивилизација, успешно си обавуваме работата. Ви благодарам.